Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во училница на час по математика за прво оделение. И јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино. Наставна содржина за овој час. Собирање со премин до 20 со користење на парови броеви на бројот 10. Што ќе научиш? Да собираш со премин до 20 со користење на парови броеви на бројот 10. Да решаваш проблемски задачи со собирање со премин до 20. Најнапред да ги повториме паровите броеви чиј збир е 10. Овде гледаме една рамка со 10 полиња и со помош на оваа рамка 10 ние ќе ги повториме паровите броеви чиј збир е 10. Првиот пар на броеви е 1 плюс 9 е еднакво на 10. Имаме еден жолт цвет и 9 розови цветови, тоа е еднакво, значи на 1 плюс 9 е еднакво на 10. Доколку ги смениме местата, а тоа е исто, 9 розови цветови ги ставиме први, а последен да биде жолтиот цвет, во тој случај ние ги менјаме местата на собироците и добиваме пак збир 10. Значи, она правило што го заклучивме и на минатиот час, дека иако собироците си ги променуваат местата, збирот не се менува. Имаме 2 жолти цвеќиња и 8 розови, и тоа го запишуваме како броен израз 2 плюс 8 е еднакво на 10. Доколку си ги сменат местата, розовите цветови дојдат напред, а двата жолти цвета на втората позиција, тогаш ќе имаме 8 плюс 2 е еднакво на 10 и тоа, како што кажавме, е исто. Значи, тоа се следните два пара на броеви кои што прават збир 10. Одиме понатаму 3 жолти цветови и 7 розови цветови. 3 плюс 7 е еднакво на 10. Доколку си ги променат местата цветовите, а и собироците, тогаш ќе имаме 7 плюс 3 е еднакво на 10. 4 жолти цвета и 6 розови цветови. Имаме броен израз 4 плюс 6 е еднакво на 10. Тоа е следниот пар на броеви чиј збир е 10. Доколку и овие цветови си ги променат местата, исто така и собироците во бројниот израз ќе имаме 6 плюс 4 е еднакво на 10. И сега дојдовме до последната рамка со 10 полиња во која што има подеднаков број на цветови. 5 жолти цветови и 5 розови цветови. Овде забележуваме дека овој броен израз и овој пар на броеви чиј збир е 10, 5 плюс 5 е еднакво на 10. Не може да си го промени местото со друг собирок, затоа што е истиот број. 5 плюс 5. Па сега, од кога ги повторивме сите парови на броеви чиј збир е 10, да одговориме на следното прашање. Како паровите броеви чиј збир е 10 ќе ти помогнат да научиш да собираш со премин до 20? Што мислиш, на кој начин? Па ќе видиме сега. Затоа сега ќе кажеме една проблемска задача. Марија имала 8 цвеќиња, а нејзината другарка Рејхан и дала уште 7 цвеќиња. Колку вкупно цвеќиња имала Марија? Но, тука имало еден проблем. Ниту Марија, ниту Рејхан не знаеле да собираат со премин. Па затоа сме ние тука да им помогнеме. Ајде. Марија, еве ги жолтите цветови, имала 8 цвеќиња. А Рејхан, како што гледаме, имала 7 цвеќиња. Како ние сега со помош на
паровите броеви че избере 10, ќе им помогнеме да тие соберат со премин до 20. Ајде. Кога два розови цвета од рейхан ќе ги ставиме во низата на останатите 8 жолти цвеќиња, ние тоа го запишуваме како 8 плюс 2 е еднакво на 10, така? Сега сконцентрирајте се и гледајте ја првата низа со цветови. На 8 жолти цветови додадовме 2, за да го имаме парот на броеви, чиј збир е 10. Кога ние ставивме 2 розови цвета во првата низа, во низата на рейхан, која што имала предходно 7 цветови, но сега од кога дала од своите 2 цвета, на неа и останале колку? На неа и останале 1, 2, 3, 4, 5 цветови. И како тоа го запишуваме? 8 плюс 2 веќе е запишано еднакво на 10, ова е решението, а 10 плюс останатите 5 розови цветови ги собираме и ние добиваме дека Марија и Рейхан имале вкупно 15 цвеќиња. И со ова решение имаме и одговор дека Марија имала вкупно 15 цвеќиња и се надевам дека им помогнавме да го решат овој проблем, а дека и вие свативте како паровите че избире 10 ќе ти помогнат да научиш да собираш со премин до 20. Продолжуваме понатаму. Имаме ваков броен израз. 5 плюс 9 е еднакво. Сега, 5 плюс 9 е веќе деца собирање со премин. Затоа, ние за да го објасниме ова, гледате тука имаме 2 рамки со по 10 полиња. Ова представува првата десетка, а оваа рамка представува втората десетка. Штом бројот надминува од првата во втората десетка, значи кога собираме два едноцифрени броеви и тие надминуваат во втората десетка, тоа значи дека имаме собирање со премин. За ова ќе ни помогне едно вкусно овошје, банана, и сега погледнете. 5 банани веќе поставивме во првата рамка и тие завземаа 5 полиња. Уште колку банани ние треба да додадеме за да имаме 10, да формираме пар на број че избире 10. Бананите ги гледате стојат странично, тоа се сите 9 банани, кои што ги гледаме во вториот собир. Ајде да видиме. Уште колку банани треба да ставиме во првата рамка? 1, 2, 3, 4, 5. Значи, ние веќе ја потполнивме првата рамка со 10 полиња и го добивме парот на броеви че избире 10. А тоа е 5 плюс 5. Сега, за да видиме колку ни остануваат надвор од оваа десетка, ќе ги ставиме и оние банани кои што останаа. А останаа 4 банани. Како ова го запишуваме? Најпрво го запишуваме тоа што го добивме, парот на број, че избире 10. 5 плюс 5 е еднакво на 10. Од вкупно овие 9 кои што ни беа на страна банани, значи останаа уште 4 банани. Овој број 10 го собираме со 4 банани кои што ни останаа и добиваме 14. Така е. 5 плюс 9 е еднакво на 14. Продолжуваме понатаму. Ајде да видиме. Овде имаме 6 плюс 7. 6 плюс 7 е исто така
собирање со премин. Штом напред гледаме 6, веднаш 6 портокали ставаме во првата, ги нанесуваме во првата рамка со 10 полиња. Уште колку полиња недостигаат да се потполнат до 10? Значи, со тоа ќе го кажеме парот на броеви ќе избере 10. Уште колку недостигаат? Размислете? Така е. Уште 4 портокали. 1, 2, 3, 4 портокали. Сега ние ја потполнивме првата рамка, првата десетка. Ајде сега да видиме. Од тие 7 портокали, кои што ни беа овде на страна, 4 ставивме за да ги собериме со 6, затоа што тоа ни дава 10. Колку ни остана? Што мислите? Так, ова е парот на броеви, че избере 10. Ајде да видиме колку ни остана. 1 портокал, 2 портокали, 3 портокали. Сега бројот 10, кој што го добивме, нели, со првата рамка, ќе го собериме со 3 портокали и со ова го добиваме бројниот израз 6 плюс 7 е еднакво на 13. Ајде уште еден ваков пример ќе решиме со помош на сладкото овошје, а потоа ќе пробаме и на друг начин да објасним. Овде имаме задача 8 плюс 4. 8-те јаболка ги ставивме во првата рамка и ни остануваат уште 2 празни полиња. Значи, за да го формираме парот на броеви че избере 10, треба овде да ставиме уште 2 јаболка, така е, и тоа се запишува нормално. Ова е пар на броеви че избере 10, 8 плюс 2 еднакво на 10. Од оние 4 јаболка кои што ни беа овде на страна, колку јаболка остана за во втората рамка со 10 полиња? За во втората десетка. Колку? 1, 2. И сега, овие 10 јаболка ќе ги собереме со овие 2 јаболка и ние ќе добиеме дека 8 плюс 4 е еднакво на 12. Браво, ученици, доколку успешно и вие си одговаравте на моите прашања додека објаснував. Ајде сега да видиме. Без цртежите, без јаболката, бананите и портокалите, да објасниме на кој начин собираме со премин, користејќи ги паровите на броеви че избир е 10. Ајде да видиме, овде имаме ваква задача. 9 плюс 4. Размислете. Бројот 9 има пар, има другарче со кое што прави збир 10. Ајде да размислиме. 9 плюс, така е, плюс 1 прави 10. Единицата ние си ја земаме сега од четворката, од вториот собирок. Си ја позаимуваме, така, 9 плюс 1 е 10. Сега, ученици, доколку си земавме едно за да направиме 10 пар на броеви че избере 10, што мислите, колку ни остана од четворката, од бројот 4? Од бројот 4 си земавме едно, така? И направивме збир 10. Но колку ни остана овде? Од 4 си го тргнеме тоа едно, ќе ни останат уште, така е, уште 3. И сега 10 си го собираме со овој број, со 3 и ние добиваме 13. Така е. Продолжуваме со уште 2 примери. Овде имаме ваква задача. 6 плюс 8
Не знаеме колку е, но ќе ја решиме исто така со помош на паровите на броеви, чиј збир е 10. Одиме. На бројот 6 треба да му додадеме пар за да направи 10. Еве, 6 плюс кој број е еднакво на 10. Од осумката ние си го позајмуваме, си го земаме тоа другарче. Колку треба ние да земиме од 8 за да направиме пар, чиј збир е 10? Ајде размислете. Така е. 4. Точно така. 6 плюс 4 е еднакво на 10. Сега, доколку земавме 4 од 8, колку ни остана од 8-те? Со кој број треба да го собереме сега 10? Така е, ученици. Доколку си земавме 4 за да формираме пар на броеви чиј збир е 10, тогаш ни остана само уште 4. Тие 4 ги собираме со 10 за да си го олесниме собирањето со премин. Добиваме 10 плюс 4 е еднакво на 14. Така, и оваа задача ја решивме. 6 плюс 8 е еднакво на 14. И имаме уште еден ваков пример. Со кој број бројот 5, со кое другарче прави збир 10? Колку треба да се земеме ние од бројот 8? Колку? За да оваа првата петка направи збир 10. Ова ни беше, нели, најлесниот пар, чиј збир е 10. Така е, ученици. Од бројот 8 си земаме 5 и правиме збир 10. Но, доколку земавме 5 од осумката, колку остана? Од 8, кога ќе ги тргнеме тие 5, колку ќе ни останат? Така е. Ќе ни останат 3. Таа тројка ја спуштаме за да ја собериме со десетката и добиваме збир 13. Токму така. Се надевам дека ви е сега јасно како, на кој начин се собира со премин до 20 со помош на паровите на броеви чиј збир е 10. И на крај имате за домашна задача. Реши ги задачите со собирање со премин до 20 и користи ги паровите броеви чиј збир е 10. Овде ги имате сите задачи кои што треба да ги решите за дома во вашата тетрадка по математика. Но внимавајте, не директно, туку со помош на оваа техника која што ја работевме овој час со паровите броеви чиј збир е 10. Можете исто така да си да ги представите задачите и со помош на цртежи, како што ние тоа го направивме со бананата, портокалот и со јаболкото. Но можете и на другиот начин. Се надевам дека научивме за собирање со премин до 20 со помош на паровите на броеви чиј збир е 10 и ви посакувам секое добро, ви благодарам за вниманието и се гледаме на некој нареден час.